Во последно време си го поставам прашањето, ја ќе го поставам и вас денеска. Ако денес го напушти светот, сега извинете, песната беше ќе одлетам и така натаму, не е темата смрт, ама ако денес го напушти светот, што ќе оставиш зад себе? Што ќе оставиш зад себе ако денес Господ те повика дома? Не ти го посакувам тоа, таман работа. Ама едно прашање кое што верувам дека е важно за секој од нас. И кога ќе го поставиме прашањето што ќе оставиш зад себе, многу често првото нешто на кое што првата насакова која што нашиот памет оди е нешто материјално. Така, што ќе оставиш зад себе, си кажеш, што да оставам? Кога зборуваме за наследство, ќе рече, некој остави наследство. Ние размислуваме за куќи, за куќа, за стан, за пари, за некоја нива, за некој дуќан, за некои вредни предмети, нешто кој што човек може да ги земе, да се всели во нив, да ги продаде, да ги користи, ама многу често кога размислуваме, кога зборуваме за, не многу често би рекол секогаш, кога размислуваме за наследство, за оставање нешто за себе, првично нашиот памет оди кон она што е материјално. Но има и поинаков вид на наследство, а тоа е духовното наследство. И тоа на за кој што денеска сакам да размислуваме. Кога ве прашам што ќе оставите зад себе, денеска темата нема да биде какво материјално наследство ќе остави зад себе, тоа си е твоја работа. Ако го имаш, ако немаш, не ти се мешам, тоа ти е семејна работа, лична работа ти е. Ама верувам дека духовното наследство повторно е во одредена смисла лична работа, ама исто така е нешто кое што засега многу луѓе. Ги засега твоите наближни, ги засега луѓето со кои што дели живот. И кога зборуваме за духовно наследство, зборуваме за, некоја произволна, ако може дефиниција да дадеме, е вредности, принципи, постапки кои што ги покажуваме во нашите животи. И тоа што го покажуваме во нашиот живот, го пренесуваме на другите, им кажуваме, еве како треба се живее животот. Тоа е духовно наследство. Кога ти го живееш животот на одреден начин и другите ги учиш како треба се живее животот, врз основа на тоа како ти го живееш животот. И кога зборувам за другите, не зборувам само за тие со кои што живееш под ист покрив. Многу често семејното наследство се остава само на најблиското семејство. Ама духовното наследство е опфаќа многу поголем круг на луѓе. Првично се однесува на твоето семејство, ама се однесува на твоите пријатели, се однесува на браќата и сестрите во црквата. Се однесува на, па дури ќе речам на твоите непријатели, ако ги имаш. Или на луѓето кои што може би не може да те поднесат. Духовното наследство или начинот на кој што ти се носиш како верник, како човек, им пренесува на другите порака за тоа што е важно во животот и како треба да се живее живот и како треба да се постапува во одредени ситуации. Не знам зошто денеска луѓето кога размислуваме за наследство, зошто нас првично паметот ни оди на материјалното, а не на духовното наследство. Може би затоа што материјалното во денешно време или може би од секогаш се ценело многу повеќе од духовното наследство. Ама она што мора да го имаме на уме дека секој еден од нас ќе остави зад себе духовно наследство. Материјално не секој, некој ќе рече, знаеш што, немам што да оставам зад себе. Во ред, легитимно е. Не верувам дека човек треба да чувствува вина ако си се трудел во живот, ако бил трудолюбив и ако едноставно не може нешто многу да остави зад себе, не треба да чувствува некоја вина. Ама материјално можеш да оставиш, можеш и да не оставиш. Ама духовно, секако ќе го оставиш. Прашањето е какво ќе биде тоа наследство. Дали ќе биде наследство добро или ќе биде лошо наследство. И како што ви кажам, во последниот период од време на време си го поставувам ова прашање, како Светиот Дух да ме подбуцнува со ова прашање, ми го отвора ова прашање што ќе оставиш зад себе. И ќе го подзаборавам или ќе подразмислам на него, ќе го подзаборавам и после некој време повторно. Што ќе оставиш зад себе? Не материјално. Што ќе оставиш духовно зад себе? Материјалното може би е сигурно е друга тема и може би некој пат е добро да се размислува, иако ова е каде поважно во однос на тоа. Значи кога зборуваме за материјално богатство, во најголем број случаеви зборуваме за тоа дека е добро, дека е нешто позитивно.
А духовното наследство може да биде лошо, може да биде добро. И во одредена смисла секој од нас ќе остави и лошо и добро духовно наследство за себе, бидејќи никој од нас не е совршен. Има само една личност која што оставила 100% позитивно и добро духовно наследство за себе, а тоа е Богочовекот Исус Христос. Толку. Сите други, оние за кои што читаме во Библијата, оние луѓе кои што ги познаваме, луѓе кои што веќе се отишле при Господа, луѓе кои што сега се познаваме, сите ние во одредена смисла ќе оставиме и некое и лошо духовно наследство за себе, бидејќи не сме совршени, бидејќи има грев во нас. Ама прашањето ќе биде какав ќе биде соодносот и дали тоа некој си лошо духовно наследство ќе го ставиме свесно или сепак до крајот на животот ќе се бориме, обидувајќи се колку што можеме повеќе и на нашите најблиски и на оние кои што не познаваат, да им оставиме добар пример со нашиот живот. И за разлика од материјалното богатство кое што човек може да го чува се до својата смрт и после да го даде на другите, духовното богатство духовното наследство ти секојдневно го даваш. Со тоа како што го живее животот, ти им оставаш на другите околу себе пример повторно за тоа како е добро и како е најдобро да се живее животот. И уште една работа која што сакам да напоменам пред да почнеме да размислуваме за конкретни библиски примери за добро и лошо духовно наследство е оставањето добро духовно наследство зад нас не е гаранција дека луѓето сигурно ќе го следат нашиот пример и дека луѓето сигурно ќе речат леле што ни остави оваа личност, јас мора да одам по нејзиниот пат. Значи некој пат ќе се случи родител да остави многу добро духовно наследство за себе и децата да не ги интересира тоа. Ама кога веќе можеме, подобро е да оставиме добро духовно наследство, бидејќи тоа ќе биде повод плюс не само за децата и за луѓето околу нас да подразмислат за живот, како сме го живееле животот, и уште поважно, да подразмислат и да му даат шанса на Бог во нивниот живот, да му даат шанса на Бог да дејства во нивниот живот. Така што, ова што ќе го зборуваме, ако баш вчера слушав некој клипче од некој подкаст, кратко беше, и на жена кажуваше дека доброто семејство не секогаш произведува добри деца и лошото семејство не секогаш произведува лоши деца. Да, поголеми се шансите, ама жената вика, се дека личноста не го пронајде Бога, ништо не ти е гаранција во животот. Познаваме сигурно деца кои што произлегле од добро семејство и кричаш како можеше бе неговите родители вака се однесуваа и на крај детето вака испадна. Или некој пат речеш, абе родителиве се за никаде, ама дете го има фатено добар пат. Ништо не е гаранција во животот, ама и тоа како се зголемуваат шансите за луѓето околу нас да направат некаква промена во насока на Бог, ако ние им оставиме добро духовно наследство. Ако им дадеме пример што значи да се живее, што значи да се живее христијански и како да се живее животот на начин кој што му е угоден на Бог. И првата личност за која што ќе размислуваме од перспектива на духовно наследство е човек по име Лот. На повеќето од вас ви е познат, станува збор за личност која што му беше внук од брат на Авраам. Може би тоа е една од најпознатите карактеристики за Лот, ама Лот имаше и своји лични моменти од животот по кои што исто така е познат за жал. За жал не беше баш многу, до ден днешен не е познат по многу позитивни аспекти. И пред да размислуваме за Лот, сакам да нагласам дека станува збор за личност која што според тоа што го читаме во писмото, тој беше верник. Исповедаше вера во Господ. Кога Господ ги уништи градовите Содом и Гомора, се вели дека Лот и неговото семејство, но тоа беше најмногу заради Лот, беа единствените кои што преживеа. Се разбира, после неговата сопруга го изгуби својот живот, ама само заради Лот Бог ги извади пред да ги уништи градовите. Не само тоа, туку и Петар во 2 Петрова 2 глава, стихови 7 до 8, ни кажува дека Лот вика беше праведен човек. Праведен човек кој што направи многу грешни одлуки во животот. Кој што некој пат знаеше многу површно да ги расудува околностите и ситуациите и затоа што го правеше тоа, многу заглави во животот. Заглави тој, заглави неговото семејство
заглавија генерации потомство кој што тој ги имаше. Зошто? Побожен, да. Може би да беше денеска жив Лот по меѓународски си доаѓаше редовно во црква. Секоја недела, дури 10 минути порано ќе дојде во црква. Може би ќе пееше во група за славење, може би редовно ќе се читаше Библија, арно ќе напушташе црковната просторија, си тераше по свое. Бог се уште го сакаше. Ама заради таа негова љубов и Бог дозволи да се соочи со последиците од неговите безумни одлуки. И сега не го спомнувам Лот со цел да му го оцрнам образот. Знаете, од денешна перспектива, некој пат кога зборуваме за библиските ликови, ќе испадне дека сега тука сме само да зборуваме лошо против нив. Не. Има нешто од нив што може да се научи. Од Лот конкретно има многу повеќе се научи од неговите негативни одлуки, лоши одлуки, отколку неговите добри одлуки. Причината зашто го спомнам Лот не е за да му го оцрнам образот, туку само за да нагласам дека само затоа што некој е верник, тоа не значи дека по автоматизам таа личност постојано ќе носи добри одлуки. Само затоа што ние деска се нарекуваме христијани, само затоа што се трудиме често да одиме во црква, само можеби ја читаме Библијата, можеби се молиме по дома, тоа не ни гарантира дека нема да направиме катастрофални одлуки, кои што многу ќе не чинат нас, многу ќе го чинат нашето семејство, а може и многу ќе ги чинат и луѓето кои што ни се најблиски во животот. Еве еден пример. Кога Лот дојде во ситуација, ќе се сетите некој од вас, Лот живееше заедно со Аврам. И кога Бог му рече на Аврам, излези од оваа земја, ќе оди во ветената земја, вика Аврам го зеде покрај другото, го зеде Лот со себе. И со тек на време, богатството на Аврам и богатството на Лот се зголемија и луѓето кои што работеа за нив, кои што ми ја чуваа стоката, почнаа да се расправаат. И Аврам рече, знаеш што, не бива вака, дај ќе се разделиме. Секој ќе се оди по свој пат, одбере ти во која насока сакаш да одиш, јас ќе земам другата насока, нема смисла да се караме. И Лот се согласи и во книга Создавање, глава 13 стихови 12 и стихови 10 до 12-13. Значи пишува вака: Тогаш Лот ги крена очите своји и ја виде целата околина Јорданска, која пред Бог да ги уништи Содом и Гомора, целата, се до Сигор, се напојуваше со вода како рајот Божи и како земјата египетска. И Лот ја избра за себе целата околина Јорданска, па појде Лот кон исток и се разделија еден од друг. Значи, Лот гледа према земјата каде што се наоѓаат Содом и Гомора, гледа дека е богата, гледа дека има вода, гледа дека е плодна земја и се вика, знаеш што? Јас ќе одам таму, ќе се населам. И ја избра земјата која што подоцна градовите се насели блиско до градовите кои што подоцна Господ ги уништи. Али прво вика се насели до Содом, ако продолжите да читате, прво до Содом, па после некој време си влезе во Содом и стана како еден од нив. Ама кога требаше да донесе животна одлука, Лот, каде ќе се населам, каде ќе ги поставам шаторите своји и со кои луѓе јас ќе живеам, Лот одбра да живее со најгрешните луѓе можеби во тоа време. Зошто? Затоа што земјата беше богата. И сега некој можеби ќе рече, што има лошо во тоа да живееш во земја добра, која што е богата со ресурси. И прашањето е, и одговорот е ништо. Нема ништо лошо во тоа човек да живее во земја која што е богата со ресурси. Кога ќе споредиме нашата земја Македонија со многу други земји, ќе речеш, па тие некои други земји на западот се толку многу побогати од нас. Така? Зошто да не се пресели човек? Уред, пресели се ако сакаш. Не викам дека не. Ама прашањето е што ти е главниот приоритет во животот? На Лот во оваа ситуација му беше материјален просперитет. И на сметка на материјалниот просперитет го изгуби духовниот. Тука е проблемот на материјалниот просперитет. Ако Бог ти дава можности да бидеш богат и да заработуваш и да имаш пари, ако може тоа на честен начин да се направи, прави го тоа на честен начин. Мада и во тие ситуации повторно после ќе напомнам има некои случаи кои што сакам да ги нагласам. Ама не е никаков проблем. Ама ако главната цел на една личност, библиски гледано сега зборуваме,
Јас сакам само материјално да напредувам и тоа ми е топ приоритет во животот, библиски гледано си ја промашил целта на животот. Ти гледај духовно да напредуваш. Во тој духовен напредок и просперитет, ако можеш и материјално, во ред, прави, па помагај на другите. Не е проблем. Ама на Лот му беше богата земја, идеме таму. Какви луѓе живеат, како тоа ќе влијае врз нас, како целава одлука, не е важно. Битно земјата си е богата. И со таа негова одлука, Лот остави едно духовно наследство. Не знам дали беше свесен за тоа. А тоа духовно наследство е пораката, битно е ти да имаш многу. И со тек на време, сето тоа што, каква иронија, Лот имаше за цел да се збогати многу. И на крај кога Содом и Гомора беа уништени, Лот изгуби се што заработи. Се трудеше и на крај Бог го соочи со ништожноста на минливото богатство, доколку не се користи во светло на духовното богатство. И друга работа што сакам да нагласаме тука, се вели дека Лот се насели помеѓу луѓе кои што беа многу грешни пред Господа. Не е грев да живееш помеѓу грешни луѓе, бидејќи сите ние живееме помеѓу грешни луѓе. И немаме друг избор. Немам ја избор да се населам помеѓу праведници, луѓе кои што никој пат не грешат. Сите ние сме грешни и ќе живееме помеѓу грешни луѓе. Господ Исус Христос, кога дојде на оваа земја, живееше помеѓу грешници. Проблемот не, неизбежно е ние да живееме помеѓу луѓе кои што се прелюбодејци, луѓе кои што зборуваат, луѓе кои што се коцкаат, луѓе кои што практикуваат различни пороци, кои што се алчни, лакоми и така натаму. Тоа е неизбежно. Проблемот е кога ќе дозволиме тие нивни вредности да навлезат во нашето срце и да навлезат во нашето семејство. И токму тоа се случи со Лот. Лот влезе да живее помеѓу тие луѓе кои што беа скроз изопачени. Ние живееме помеѓу луѓе кои што има луѓе помеѓу нас кои што се изопачени, кои што не ги интересира ништо, ги интересираат само некои чудни вредности и само тоа си го бркаат и така натаму. Ама проблемот кога ќе дозволиме луѓето да ни влијаат малку по малку, не секој пат е тоа одеднаш, малку по малку да ни влијаат на начинот кој што го гледаме Бог. Ако ќе ни влијаат на начинот кој што го гледаме Бог, дефинитивно ќе ни влијаат врз животот. Или некој пат луѓето со нивното влијание, пријатели, блиски ќе ни влијаат на начинот кој што го гледаме животот и од тоа ќе произлезе поинаква изопачена слика за тоа како ние го гледаме Бог. Лот живееше помеѓу грешни луѓе и тоа не беше проблемот толку многу колку што беше проблемот фактот што дозволи тие грешни вредности, тие гревови, тој начин на размислување световен да навлезе во неговото срце и да навлезе во неговото семејство. Кога Господ одлучи да ги уништи Содом и Гомора, сеќавате дека он прати ангели кои што отидоа кај Лот да му кажат да си го собере семејството и да излегува од градот. И дојдоа тие ангели и граѓаните, жителите на Содом беа толку изопачени што му рекоа на Лот: кои се тие луѓе што ти дојдоа на гости, извади ги надвор и буквално сака сексуално да ги злостават. Гледате до кај беше расипаноста во Содом во тоа време. За жал, духовното наследство на Лот вели дека кога го слушна тоа Лот, тука го имам запишано стихот во 19 глава Создавање, стих 8, Лот вели вака, за да ги смири луѓето во Содом. Оние сексуално изопачени луѓе. За да ги смирим, вели: еве имам 2 ќерки кои уште не биле со маж. Ќе ги изведам кај вас, па правете со нив што ви е угодно. Еве 2 ќерки девици, немојте да ми ги чепкате гостите, со нив правете што сакате. Светот навлезе во него. Световниот начин на размислување со тек на време него му стана, знаеш што? Па добро бе, ако сите вака се однесуваат, ако сите го практикуваат това, па може би јас треба да го прифатам за да се вклопам во таа околина. Знаете, нашиот повик како христијани не е да се вклопиме во околината. Ние треба да си живееме, да си делиме живот со пријатели, со семејство и така натаму. Ама не да се вклопиме во нивниот начин размислување. Лот, за жал, се вклопи
во нивниот начин на размислување. Дозволи тие вредности да влезат во него и со тек на време да навлезат во неговото семејство. И зошто велам во неговото семејство? Битно е што бидна работата со Содом и Гомора, Бог ги уништи, сопругата на Лот почина во целиот тој процес и вика остана после само Лот и двете негови ќерки. И кога остана Лот и двете негови ќерки, повторно во книга Создавање, 19 глава, 30 до 38 стих, за него читаме, ќе ви го раскажам, само може да го проверите, да отворите. Вика, ќерките на Лот дојдоа во ситуација кај што рекоа, немаме мажи и треба да оставиме потомство зад себе. И се договорија да го опијанат својот татко и тој да им остави потомство. Значи, не беше веќе дека само Лот размислуваше малце изопачено под влијание на светот. Веќе неговите ќерки размислува. И са некој може да каже, чекај, ова се екстремни случаи. Факт. Ова се екстремни случаи. Не е дека секој што ќе дозволи светот да му влијае, баш вака ќе се однесува. Ама факт е дека ако не бидеме внимателни, светот ќе навлезе во нас и ќе оставиме лошо духовно наследство зад себе. Дел од духовното наследство кое што Лот го остави е вика, кога неговите ќерки зачнаа, се родија два народи од тие деца кои што произлега од нив, кои што векови подоцна беа едни од главните непријатели на израелскиот народ. Од таа глупоста на Лот, така лековерно само, таму е богата земја, ај ќе се населам таму, малце по малце го прифатија луѓето, му влијаја, се смени човекот, се смени целото негово семејство и на крај настана сериозен хаос. И за многу, предпоставам за некој од вас ќе си речете, нема шанси јас такви глупости да правам. И јас викам дека нема шанси такви глупости да направиш. Ама не значи дека јас и ти не сме склонни кон глупости правење. Или кон носење безумни одлуки кои што многу ќе не коштаат наслично, некој пат ете како Лот загуба на се што имаше, а некој пат и духовно наследство кое што го оставаме на нашите ближни, кое што ќе биде многу лошо. И сето ова беше дел од наследството на Лот. Се согласувам дека првично Лот беше семеен човек, имаше сопруга, има деца, и секој пат духовното наследство, лошото, и за доброто ги размислуваме после, секој пат духовното наследство првично ги засега нашите најближни, нашето семејство. Ама немајте тука да мислите дека ова се однесува само на тие што се во брак. Да, тоа е така, на тие што се во брак, тие што има деца. Ама и да не си во брак, и да немаш деца, повторно, ти зад себе оставаш духовно наследство под кое што првично твоето семејство ќе биде под влијание, па после сите останати. И затоа мислам дека поинтата ми е, треба многу добро да размислиме каков пример оставаме на луѓето околу нас, како го живееме нашиот живот, бидејќи не е ова наивна работа, не е како живеам па ќе видиме на ден. Ова треба, би рекол, ако може да кажам, плански да му пристапиме на ова нешто, на ова прашање. Сакам да живеам на начин кој што ќе биде за благослов на најблиските. И затоа денеска може би е добро да се запрашаме што моментално во мојот живот е духовно наследство кое што не сум сигурен дека најтесниот круг на луѓе, на пријатели, на семејство би сакал да го добие од мене. Има ли нешто во мојот живот, моментално, некоја навика, некој начин на размислување, некој начин на однесување, некој начин на решавање конфликти, некој начин може би на пристапување на кризи, може би некој грев. Не знам, нешто. Има ли нешто во мојот живот за кој што ќе си речам, не би сакал луѓето околу мене да го копираат ова. И за ова треба Бог да ни даде понизност за реално да си погледнеме кон себе. Има ли нешто во мојот живот кој што не би сакал другите да го копираат? И ако има, што ќе направам во однос на тоа? Најдоброто нешто, при сето ова, не смееме да забораваме Божјата милост. Дека, предпоставам дека секој еден од нас моментално во животот има нешто
некоја навика, некој начин на однесување, некој справување со ситуации, некој избувнување, можеби непростување, можеби држање огорченост кон другите, кои што, ако реално погледнеме кон себе, ќе речеме, не би било добро другите ова да го копираат, не би било другите ова да го наследат од мене. И кога имаме такво нешто, најдоброто нешто што можеме да го направиме, е тие слабости да ги донесеме кај Бог. Речеме, Господе, еве каква е ситуацијата, еве каде е мојата слабост. И не би сакал таа моја слабост да ја пренесам на другите, или барем со таа моја слабост да бидам лош пример за другите. Божјата милост е тука да ни прости, Божјата благодат е тука да ни прости и да ни даде сила да размислуваме за како можеме нашето духовно наследство, ако е моментално во некои аспекти негативно, преку покаяние, преку промена, да биде позитивно. Ама размисли си за овие работи. Што е тоа моментално во твојот живот, за кое што ќе речеш, не би сакал мојот син, мојата ќерка, мојот пријател, мојот брат, сестра, мајка и така натаму, не би сакал да ги научат овие работи од мене. Би сакал да ги надминат овие работи. Ама не само јас ќе им покажам лош пример, па нека ги надминуваат сами. Не. Со Божја сила, со Божја помош, сакам јас да им покажам пример дека оваа слабост преку Божјата сила може да се надмине. И тоа е Лот еден, еве, неколку примери што земавме као негативни примери од неговиот живот во однос на наследството, духовното наследство. Има и позитивни, се разбира, Светото писмо е полно и со негативни и со позитивни примери. И бидејќи вчера беше Илин ден, за малце ќе бе во искушение пак да ви зборувам за Илија, ама пред некој време завршивме долга серија на проповеди за Илија и се реков, ај малце нека ви одмори главата, пошто ќе речете, девој се пак за Илија ќе зборува. Ќе зборуваме за неговиот наследник, ај за Елисеј ќе размислуваме. Елисеј беше наследник во пророчката служба на Илија, човек кој што, барем според тоа што го читаме од Светото писмо, потекнуваше од богато семејство, бидејќи се вели дека кога Илија го повика Елисеј да биде негов наследник, вика Елисеј си ги работеше нивите со 12 рала на волови, вика самиот тој го водеше 12-тото, работеше со 12-тото рало на волови. Во денешно време вие како да имате многу скапа машинерија со трактори и такви работи за да обработувате ниви. Значи богат човек или потекнува од богато семејство. Ама кога во Прво Цареви, глава 19, стихови 19-21, Илија го повика Елисеј, Елисеј мошне брзо рече да. Ја прифати таа понуда, го прифати тој повик. Да биде пророк и тоа полновремено. И со самата таа одлука, кога Илија го повикува Елисеј, и Елисеј одлучува да го следи, он остава едно добро духовно наследство. Бидејќи во тој момент покажува дека Божиот повик му е поважен од се во животот. Може би Елисеј ќе останеше, ако останеше Елисеј со своите родители, да си ги обработува нивите, може би нивите ќе родеа многу, амбарите ќе се наполнеа многу, ќе имаше многу род, ќе имаше што да се продава, ќе имаше што да се заработи. И повторно, ќе напоменам, нема ништо лошо во тоа човек честно да заработи. Нема ништо лошо во тоа човек честно да рече, Господ ме благослови, можам да заработувам, можам да имам. Ако можеш, прави го тоа. Но, претходно реков дека според мене има исклучоци кога дури честната заработка може да застане на патот на Божиот пат или на патот помеѓу нас и Бог. Во овој случај честната заработка беше очигледна кај Елисеј. Си работи дома, си ги обработува нивите, тоа е тоа. Ама ако Елисеј дозволеше таа честна заработка да застане помеѓу него и помеѓу Божиот повик за неговиот живот, јас би рекол дека тоа е погрешно нешто, дека тоа е погрешна одлука. Ако јас денеска, во 2025 година, речем, заработувам честно, верувам дека заработувам честно, ако дозволам таа честна заработка да застане на патот помеѓу мене и Божиот повик да бидам тука за семејството, да го гледам мојот син,
да бидам тука со мојата сопруга, да му помогнам на мојот син да расте во господовата наука, во господовиот збор. Ја може да речам, знаеш што, ја често заработувам, ама не се вртам дома. Постојано сум надвор. Не можам да поминам време со моето семејство. Таа честна заработка ќе треба да речам малце да намалам. Да речам Божиот повик за мене како сопруг и како татко е да бидам тука за моето семејство, не само финансиски, туку и присутен да бидам тука за моето семејство. Ако честната заработка застанува на патот, и ќе ви признам дека некој пат за мене ова исто така искушение. Застанува на патот помеѓу мене и Божиот повик, еден ден во неделата да одмарам и да му го посветам на него. Бог вели, го создаде човекот и му каже на човекот, 6 дена ќе работиш и еден ден во неделата ќе одмараш. И тоа е упатството за употреба кое што Создателот го дава за созданието. И кога ние велиме, ама не, ние велиме, ти Боже не знаеш, јас знам подобро од тебе. И ако тоа застане на патот помеѓу мене и помеѓу Бог, колку и да е честна таа заработка, ќе треба да подразмислам малце подобро. Ако честната заработка, например, не знам, застанува помеѓу тебе и Божиот повик, или помеѓу мене и Божиот повик да се посветиш на некаква служба, јас би рекол, треба малку да се намали за да оставиш простор да му служиш на Бога согласно даровите кои што ти ги дал од црквата. Има и многу други вакви примери, ама верувам дека сваќате што е поентата. Да, 100% ние сме само исклучиво за честна заработка, човек да се со пот да си ги заработи парите. Ама ако тоа застанува на патот помеѓу мене и некој Божи повик, треба малце да размислам. Во смисла, не да размислам ја да седам се во црква по цел ден и да читам Библија, туку има работа кој што Бог не повикува. Покрај другото е работата, ама е грижа за семејството. Е да бидам тука со црквата, да одмарам и така натаму, треба да ги обмислиме тие моменти. И ако така постапуваме, ако стварно ги обмислуваме, му даме простор првично и приоритет на Божиот повик, тоа не значи дека другите околу нас одма кажат, леле, како верник, дај ќе го следиме неговиот пример. Некој пат кажат, нека прави што сака, тоа си е негова работа. Ама повторно, подобро е да оставиме добар пример, отколку пример кој што според Светото писмо не е добар и не е позитивен. Или, например, да земеме друг момент од животот на Елисеј. Втора книга Цареви, глава 6, стихови од 8 до 14. Имаме еден момент кој што нема да го читаме текстот, ама ќе ви го објаснам. Исто се однесува на Елисеј. Има една непријателска војска која што доаѓа во градот каде што живее Елисеј и неговиот слуга или неговиот помошник, ги обиколува и одеднаш неговиот помошник излегува надвор од шаторот и гледа дека околу нив имаат огромна војска. И реакцијата на неговиот помошник е во Втора Цареви, глава 6, стих 15, вика послужникот му рече, тешко господаре, што да правиме? Идејата беше дека оваа војска беше собрана околу Елисеј со цел или да го уапси, или да го убие. Че имаш ти стотици, може би илјадници војници кои што дошле за еден човек, за неговиот помошник. И во овие моменти Елисеј повторно остава едно многу важно и многу позитивно духовно наследство, првично на тој негов помошник, ама би рекол до ден денешен и на нас. И Елисеј, гледајќи толку многу војска околу себе, му вели на својот помошник, не плаши се, зашто оние што се со нас, се повеќе од оние што се со нив. Тоа е на работа, значи прво, во ситуација на криза, на паника, он вика е човек кој што смирува. Не е човек кој што ја зголемува паниката, туку човек кој што смирува топката. И второ, вика Елисеј се помоли и рече, Господи, отвори му ги очите за да види. И вика и Господ му ги отвори очите на прислужникот и тој ја виде целата гора полна со коњи и огнени коли околу Елисеј. Со други зборови, Елисеј беше човек кој што се обидуваше да ги смирува другите или го смири неговиот помошник, а мишто така и се молеше за него. И на крај,
кога ја заробија таа непријателска војска, Елисеј ургираше за да не бидат уништени, туку да се вратат назад без да им фали влакно од главата. И си викам, читајќи го овој текст и размислувајќи за овој текст, замисли какво сведоштво ќе биде и за семејството, и за пријателите, и за луѓето кои што ме познаваат или те познаваат, вака да реагираме на вакви животни ситуации. Вака да реагираме кога има некаква опасност, вака да реагираме кога има некаков проблем, вака да реагираме кога има некаква криза. Да се обидам со Божја сила, со Божја помош да смирам топката и да речам, ајде да се молиме. И за некои луѓе ова ќе биде луда опција. Давај ќе се молиме. Дај треба да средиме, да направиме нешто. Ама верникот треба да знае дека паниката не решава ништо. Верникот треба да знае дека секирациите не решаваат ништо, ама смиреноста и молитвата и тоа како решаваат многу работи. И тоа како ни даваат поинаква перспектива на многу ситуации, на многу кризи, на многу проблеми, на многу потреби во животот. Како би било само така, кога би биле такви луѓе, кога би реагирале малце посмирено, кога би реагирале со молитва. И повторно, тоа е духовно наследство. Духовно наследство е да реагираш со паника и секој пат да паничиш, да се стресираш. Духовно наследство е да реагираш со молитва. И прашањето за нас денеска е какво духовно наследство сакаме да оставиме зад нас. И верувам дека на овој свет му се потребни луѓе кои што токму така ќе го живеат животот. На овој свет му се потребни луѓе кои што ќе оставаат вакво духовно наследство. На овој свет му се потребни луѓе, христијани, кои што ќе го градат своето духовно наследство на таков начин, што ќе бидат сведоци за Господовата големина, ќе бидат сведоци за реалноста на Господовото присуство. Елисеј преку оваа негова реакција, преку оваа начин на кој што го смири слугата, се молеше за него, беше сведок за реалноста на Господовото присуство и што тоа значи во животот на верникот. Секој ќе рече Господ, мислам многу луѓе што веруваат во Господовото постоење, ќе речат Господ е насекаде. Што значи тоа? Дека Господ е тука. Што значи дека Господ е во оваа ситуација? Дека Господ не оставил. Верувам дека му се потребни на овој свет и христијански семејства кои што така ќе живеат, што ќе покажуваат дека има една поинаква реалност со таа само која што се гледа со голо око. Му се потребни семејства кои што приоритет ќе го стават Божјото царство и неговата правда. Па после ќе дојде се останато во животот. На овој свет му се потребни луѓе кои што христијани кои што на тој начин ќе се работат својата работа, или можеби ќе речам и луѓе кои што имаат свој бизнис а се христијани, на таков начин ќе работат својата работа, ќе ги водат своите бизниси што другите ќе сватат дека не е се во заработката и дека не е се во ај ти снајди се за да имаш повеќе, туку Божјото царство, неговата правда, тоа на кој што Бог не повикува, тоа е моето духовно наследство. Ова другово можеби ќе го има многу, можеби ќе го има малку, можеби нема да го има. Ама оно што на кое што јас сакам да се осигурам е дека ќе оставам зад себе добро духовно наследство. Пример за кој што со мирна совест ќе речам би сакал другите, како што Павле вели, имитирајте мене, кој што јас го имитирам Христос. Тоа е можеби идеалот во однос на духовното наследство. Павле не рече јас сум совршен, туку трудете се. Трудете се да го следите Христовиот пат или трудете се да ме следите мене онака како што јас го следам Христовиот пат. Ке можеме ли ние да кажеме денес, ако го напуштиме денес овој свет, и ни се дадени уште одредено време да се преиспитаме, ке можам ли ја денеска да кажам истрасирав добар пат за моите ближни. Оставив добро духовно наследство за луѓето кои што ме познаваат. Не викам дека нема да може, само е прашање. Дали ќе можеме да го кажеме тоа? Што ќе оставиме зад себе? Но ова прашање може да му пристапиме невнимателно, и ако е невнимателно, ќе си го тераме животот
по инерција ќе си тераме животот онака како што не води моментот, па што ќе оставиме за себе. Или, на ова прашање може да му пристапиме плански, внимателно. Да, јас сакам да размислувам за ова прашање. Да, јас сакам да се преиспитувам од време на време што оставам за себе, и ако му пристапиме плански, јас верувам дека шансите да оставиме добро духовно наследство за нас се многу поголеми. А верувам дека тоа е и Божјата волја за нашите животи. И повторно, кога Бог сака нешто од нас, тој ќе ни даде силата да го направиме токму тоа кое што тој го бара и го сака од нас.